Добре дојдовте во уште едно издание на 360 степени. Во фокусот вечерва имаме две теми. Првата е поврзана со истрагата за трагичната несреќа на автобусот на Беса Транс во Бугарија. За новите сознанија и некои дилеми што се наметнаат досега ќе видите интервју со државниот обвинител Љубомир Јовески. Вториот сегмент од емисијата е посветен на постизборната состојба во Бугарија, преговорите за формирање влада, тајминзите во тој процес и нивната поврзаност со евентуална деблокада на евроинтеграцијскиот процес на Северна Македонија. Дали 14 декември, кога се одржува следниот состанок на Советот за општи работи на ЕУ, е се уште достижен термин за такво нешто или надежите веќе спласнаа? На оваа тема разговараме со специјалниот представник на владата за Бугарија Владо Бучковски, кој ќе биде во нашето студио, и со новинарката на Бугарското национално радио Тоња Димитрова, која ќе биде на видеоврска од Софија. Кон крајот на емисијата е и новата саботажа. Пред себе ова, реклами. Се враќаме со емисијата 360 степени. Следува интервју со државниот обвинител Љубомир Јовески, во кое колегата Александар Димитриевски го прашува за новите елементи од истрагата за автобуската несреќа со трагични последици во Бугарија што се случи во вторникот рано наутро и за некои дилеми што се наметнуваат од јавно познатите информации досега. Добра вечер, господине Јовески. Денеска во земјава е тим од бугарското обвинителство, составен од обвинител и од истражители. Нивната примарна функција, колку што сме информирани, е да ги подигнат ДНК примероците од роднините на починатите во сообраќајната незгода, во која што загинаа 45 македонски, предсе македонски државјани. Моето прво прашање е дали им го обезбедивте материјалот на вашите бугарски колеги, поради кои што дојде овде, и дали бара и други материјали? Бугарските колеги во текот на денешниот ден пристигнаа во јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Ние од Институтот за судска медицина ги обезбедивме ДНК профилите од блиските на починатите лица и тие материјали во текот на утрешниот ден ќе им бидат предадени на представниците на обвинителството на Република Бугарија. Заедно со овие материјали нив ќе им бидат предадена и материјална документација до која овој момент обвинителството ја има обезбедена. Во контекст на забрзување на оваа постапка, за да може телата на починатите што побрзо да се пренесат во Република Северна Македонија, ние упативме замолница до надлежните власти на Република Бугарија да дозволат присуство на двајца наши представници од Институтот за судска медицина. Добро, предпоставам прифатена е замолницата или се уште чекате одговор? Мислам дека ќе биде прифатена замолницата, ние разговаравме околу тие прашања со бугарските колеги, но сепак треба да го чекаме нивниот званичен извештај во врска со постапувањето по оваа замолница. Дали имате информација од колегите од Бугарија колку време ќе трае утврдувањето на идентитетите, откако вие ќе ги обезбедите ДНК профилите? Предпоставам тоа е прашање најважно за семејствата, односно кога ќе можат најрано тие да очекуваат дека ќе можат да се ги подигнат телата на најблиските. Јас очекувам дека за неколку дена тој процес ќе заврши. Освен примероците, колегите од Бугарија ќе добијат и други материјали. Самите спомнавме дали може малку повеќе да ни прецизирате конкретно какви документи ќе им дадете на вашите колеги? Ние во овој момент ќе им дадеме податоци во однос на автобусите и тоа од Министерството за сообраќај и врски во делот на лиценците за автобусите, потоа од Министерството за внатрешни работи за регистрација на овие моторни возила. Ја и запленивме документацијата кај превозникот и таа документација ќе ја предадеме и имаме уште други писмени документи кои што во овој момент ќе им бидат предадени на представниците на обвинителството. А додека понатаму ние и сега преземаме действија, имаме уште многу работа по замолницата што упати Министерството на обвинителството на Република Бугарија.
Вие рековте дека ќе даваме поддршка на истрагата што се води во Бугарија. Ако добро ве следам овие денови, сега за сега не се очекува отворање на постапка овде во земјава. Но сега би ве прашал, веќе излегува информации, например од Министерството за транспорт, дека автобусот не бил вметнат во лиценцата која што фирмата имала за транспорт на патници надвор од земјата. Министерството за внатрешни работи денеска соопшти колку бил стар автобусот, но се соопшти информации дека тој 100 пати ја поминал државната граница. Така што во тој контекст сакам да ве прашам што вие најдовте или што утврдивте како факти, еве повикувајќи се и на она што вашиот колега во Софија го изјави барем од она што се утврдени факти. Дали до сега најдовте некаква неправилност, дали во однос на лиценцата, дали во однос на постапувањето на царината, но може би клучно начинот на кој што може би е регистриран автобусот, дали сите процедури биле во ред или секаде имате забелешки? Ние овие податоци во веднаш после незгодата почнавме да ги собираме и првенствено овие податоци ќе им ги дадеме на надлежните органи на Република Бугарија, зашто е првенствена задача да се расветлат околностите во делот на настанувањето на оваа сообраќајна трагедија. Но истовремено обвинителството ги анализира овие податоци и испитува на кој начин возилото, односно автобусот ја преминал државната граница, со колку патници, на кој граничен излез излегол, со какви документи е регистрирано неговото преминување. Точен е податокот дека ова возило повеќе пати ја напуштало територијата на земјата и се враќало. Ќе го испитаме и делот на регистрацијата на возилото и постапката за регистрација, потоа делот на компанијата која што го врши превозот, за начинот на организација и други докази. Но веднаш да потенцирам тука дека доколку обвинителството дојде до сознанија дека и докази дека е извршено кривично дело, соодветно ќе постапи, односно ќе постапи согласно законот и ќе поведе постапка против определени лица за кои ќе најде дека постојат сомненија за извршено кривично дело. Знам дека е рано, очигледно нема да соопштите повеќе детали дури ако ве прашувам едно по едно, но сепак би ве прашал дали до сега дојдовте барем до некакви почетни индици или докази кои што, не знам, ево ставаат посериозна можност сепак и овде да се отвори некаква форма на постапка во однос на одговорноста на домашни институции, органи или приватни лица. Ние имаме почетни сознанија, но за да не се наштети на натамошниот тек на постапката, јавно во овој момент нема да ги соопштуваме. Сите тие докази што ги имаме обезбедено, треба да ги изанализираме, тие податоци да се укрстат, да се приберат целосни податоци од надрежните институции и дури потоа да се изгради оценка дали има сомненија и за кое евентуално кривично дело станува збор. Можете ли накратко да ни ги објасните действијата кои што се причинител, но и кои што придонеле да се случи сообраќајната незгода и да има толков голем број на жртви? Јас не можам да ги изложам тие причини, бидејќи ова обвинителство не ја води истрагата, таа е во надлежност на јавното обвинителство на Република Бугарија, со оглед дека сообраќајната трагедија е случена во Република Бугарија. Една дилема која што се појави вчера, која што денеска се личи дека е разјаснета, тоа е така наречениот 8 патник. Денеска стигна информација од Бугарија дека сепак е најдено и 45-то тело во автобусот, кое што недостасуваше. Недостасуваше во смисла дека од 52 патници колку што имало на листата, нели, имаше 44 пронајдени тела и 7 преживеани патници, односно недостасуваше едно лице. Дали добивте повеќе информации во овој дел, бидејќи еве да зборуваме отворено, дел од јавноста и тука и таму претпоставам дека изненадена затоа што дури после 4 дена се наоѓа тело во автобусот. Мислам, можам
целосно да го потврдам тој факт дека е пронајдено во изгорениот автобус уште едно тело. Тоа го имам уверувањето од бугарските колеги. Автобусот беше поприлично оштетен од пожарот и автобусот заради овие експертизи и вештачења подигнат од местото на настанот и сместен на друго место каде што ќе се вршат овие анализи. При вршењето на овие анализи, започнувањето на вршењето на овие анализи, согледано е дека во одреден простор во делот на изгорениот автобус се наоѓа едно тело. Инаку автобусот од местото на подигнувањето до вршењето на овие анализи е обезбеден и не е пренесуван на други локации. Само на кратко би прашал и би ве замолил да ни дадете одговор доколку го имате, чисто во интерес и на јавноста, на кое место од автобусот е пронајдено ова тело, односно зошто не било видливо претходно? Местото не било видливо со оглед дека што во тој дел автобусот бил најмногу изгорен и во еден дел кој што не можел да се забележи во моментот на извлекувањето на телата. Сега повторно кажам, кога веќе се пристапило кон испитување на внатрешноста на целосно испитување на внатрешноста на автобусот, пронајдено уште едно тело. Добро, станува збор за возрасно лице? Станува збор, колку што имам информации, за помладо лице. Добро, ако може уште еднаш да асистирам, дали е најдено на седиште, под седиште, мислам, се обидувам само да разберам како може да не било видливо во првиот момент, иако сигурно било травматично и за луѓето кои што први влегнале. Не може да се каже дека е најдено на седиште или под седиште, со оглед дека седиштата и целата внатрешност на автобусот целосно беше изгорена и јас бев на местото на настанот и сосема знам како изгледаше внатрешноста на автобусот. Тоа и од силината на огинот со кој бил зафатен автобусот, сите се делови на автобусот деформирани, освен задниот дел каде што се наоѓа моторниот простор не беше многу оштетен од пожарот. Добро, освен прибирање на материјални докази, сакав да ве прашам и дали разговаравте и вие како обвинителство со некои лица овде во земјава? Било тоа за потребите на колегите од Бугарија, било за потребите на можеби постапките кои што вие потенцијално ќе ги водите? Ние сослушуваме одредени лица и за нашите потреби и за потребите на јавното обвинителство на Република Бугарија, можеби ќе треба да сослушаме 20 на лица, но сега, бидејќи оваа постапка е доверлива, предистражна, не би се задржувал кои лица ние ќе ги сослушуваме и кои лица ќе бидат предмет на наш интерес и на интерес на јавното обвинителство на Република Бугарија. Но тој процес е опочнал. Бугарското обвинителство очигледно со вчерашната пресконференција дел од вината веќе, иако е предистражна постапка, практично ја впери кон патната инфраструктура во нивната земја. Така што би ве прашал дали меѓу луѓето кои што ќе ги повикувате се наоѓаат и личности кои што се на позиции во институциите надлежни во дел за регистрација на возила, за патниот сообраќај, за царината и така натаму. Бидејќи очигледно дека имаме пропусти на тој план, можеби не во начинот на издавање на документите, но очигледно во имплементација и на осигурување дека законите се спроведуваат на терен, очигледни се пропустите кај нас. Иако тие можеби не влијале директно на самата несреќа, да бидеме на чисто, но говорат за слабости во системот. Токму така, бугарскиот обвинител, исклучувајќи ги овие неколку можности за причините за сообраќајната незгода, се задржа на човечкиот фактор како причина, потоа техничката исправност на возилото и како трет елемент сообраќајната инфраструктура или поточно речено сигнализацијата на тој дел на патот. Ова што ме прашувате дали ние ќе повикуваме лица,
од институциите да ќе повикуваме лица за кои ние веруваме дека имаат определено сознание за конкретните настани што ќе ги истражуваме ние. Се разбира овде, не преюдицирам, дел работи се од управната постапка, но ние ќе се задржиме само на кривично-правните елементи кои се од интерес на обвинителството, односно за гонење на кривични дела, доколку утврдиме дека со одредено дејствие определено лице извршило кривично дело. Не можам да не ве прашам, еве најдиректно, дали нешто научивте можеби од бугарските колеги во овој краток временски период на интензивна соработка, во која смисла, барем ние како јавност, домашната јавност, за прв пат се сврте кон една пресконференција на странско обвинителство, во случајот на соседна Бугарија, на која што видовме неколку обвинители кои што успеа за 3-4 дена пред истрага да ги соопштат фактите што ги соопштија, да ги исклучат тезите кои што ги исклучија, но се со цел да ја убедат јавноста или да информираат докаде во еден толку важен случај. Ке направам паралела сега за жал со трагичниот настан во Тетово, пожарот, каде што да кажеме нашето обвинителство да излегувавте можеби со неколку соопштенија, но не можеме да кажеме дека имаше настан од сличен вид кој што би ја информирал јавноста поради големината и големата трагедија која што се случила. Бугарското обвинителство одржа пресконференција, но таа пресконференција според моите сознанија имаше за значење или за цел да ги анулира шпекулациите кои се појавија во медиумите и во бугарската јавност и во македонската средина. Ова што ме прашувате како во делот на болницата во Тетово, обвинителството се уште го нема добиено вештачењето од германските експерти, а додека нашето вештачење уште многу одпадамна добиено, дека таа истрага интензивно се води и кога ќе добиеме вештачењето и другите експертизи кои што ние ги побаравме, ќе можеме да донесеме соодветна јавна обвинителска одлука. За крај би ве прашал само кои се следните чекори кои што ќе ги преземете со вашите колеги од Бугарија, односно како очекувате да се развиваат, односно да бидат готови главните вештачења таму, дали имате било каква информација во таа смисла, како очекувате да биде динамиката на целиот овој случај, пред се затоа што нели јавноста е заинтересирана да не само јавноста, пред се семејствата мораме да кажеме. Јас мислам дека и не мислам туку, уверен сум дека бугарските обвинители професионално и брзо ја водат оваа истрага. Сигурно дека тие повторно нагласувам дека не може да ја затворат истрагата без да ги добијат тие експертизи. Веројатно ќе помине малку повеќе време додека се изготват тие експертизи. Во исто време исто така ќе треба да се распитаат повеќе лица, како што спомнав, дел кај се сослушуваат лица, дел кај се сослушуваат. Ќе треба многу документација да се обезбеди во конкретниот случај и јас очекувам дека и нашето обвинителство и бугарското обвинителство ќе ги искористи сите ресурси за побрзо донесување на одлука во таа истрага што ја води обвинителството. Ние сме подготвени да соработуваме за побрзо остварување на сите дејствија кои што ќе бидат потребни на бугарското обвинителство. Ви благодарам на времето, господине Јовески. Благодарам. Ова беше државниот обвинител Јовески во разговор со колегата Димитриевски. Одиме на втората тема за вечерва. Има ли се уште надеж дека во средината на декември ќе се случи деблокада на пристапниот процес на Северна Македонија во Европската Унија? Има ли реална основа да се очекува такво нешто? Ова е главното прашање на кое ќе бараме одговор во дебатниот сегмент што следува. Наши гости се професорот Владо Бучковски, специјален представник на владата на Република Северна Македонија за Република Бугарија. Добро вечер, добре дојдовте. Добре ве најдов.
и Тоња Димитрова, новинарка на Бугарското национално радио, која ја имаме на видеоврска од Софија. Добре дојде и за вас, колешке Димитрова. Добар вечер од Софија. Ке почнам со вас. Во Софија во тек се преговори за формирање нова влада, 4 политички групации се намаса, веќе четврти ден. Како би го оцениле вие процесот што досега се одвива на оваа тема? Преговорите започнаха във вторник, денят в който се случи страшната трагедия с автобуса от Република Северна Македония. 4 дни вече преговарят 4-те партии. Това са коалиция "Продължаваме промяната", които спечелиха парламентарния вод на 14 ноември, БСП, партия "Има такъв народ" и Демократична България. Във всеки от 4-те дни има по 4 панела, които се обсъждат. Днешния ден фокусът беше насочен върху труд, социални грижи, туризъм, национална сигурност и спорт. Експертни групи от 4-те политически формации се събират и обсъждат своите позиции, своите идеи за бъдещето управление на България и търсят допирни точки. За първи път това се случва в България. Тъй като преговорите се водят онлайн, всеки желаещ може да гледа изказванията. Понякога те продължават наистина с часове. Обяснете го тоа за нашата публика, бидејќи е малку познато дека четврти ден имаше пренос од неколку часа онлайн од представници на овие 4 групации како преговараат на конкретните тематски области околу приоритетите на идната владина програма. Всеки ден се сменят експертните групи. Лица, експерти в отделните сектори се събират, с часове наред дискутират идеите си, дискутират предложенията си. Всичко това се предава на живо онлайн във Фейсбук и всеки българин може да гледа дискусиите и да си направи изводите на къде ще върви бъдещето управление на България. Това за първи път се случва у нас. До сега такива преговори не са водени, макар че през последните години имаме коалиционни управления. По традиция те се водят на закрити врата, но сега имаме възможност да гледаме идеи и да слушаме. Макар че доста дълги часове продължават дискусиите, едва ли има българин, който би седнал да гледа с часове наред тежки дискусии по тежки теми, енергетика, социални... Дали е известно дека овие 4 групации дефинитивно ќе прават влада? Тие имаат неспорно мнозинство во парламентот, дали е дефинитивно дека ќе прават влада? Сигналите, които дават и 4-те партии, са оптимистични. Възможно е съставянето на правителство, въпреки огромните различия между 4-те партии, и убедени се, че накрая всички тези преговори ще завършат с коалиционно споразумение. Тежки са преговорите и най-така болезнени и чувствителни са позициите между БСП и Демократична България, които още в предизборните кампании имаха Демократична България червена линия за това да влязат в едно управление с БСП, но знаците са, че коалиционно правителство ще има и е въпрос на време. Утре предстои последния кръг от преговори. Те ще са фокусирани върху финанси и международна политика, нещо, което касае и Република Северна Македония. Очаква се това да е основната новина от тази онлайн дискусия между 4-те партии. Всички погледи са насочени поне на там. Ще видим какви са основните позиции вече след изборите и на 4-те партии. Знаем какви са те от техни изказвания до този момент. Знаем каква е позицията на коалиция "Продължаваме промяната", която има идея за създаване на работни групи между София и Скопие, подобни на смесената комисия за историята, които да се фокусират върху сътрудничество в сфери като инфраструктура, култура, образование, наука. Знаем позицията и на Демократична България, която също има желание фокуса да се измести, да не е само върху общата ни история, а да е и върху сътрудничеството в други сфери. Най-твърди в позицията може би остават партия "Има такъв народ" и най-вече БСП.
Знаете там твърдата позиция, че не трябва да се прави каквато и да е отстъпка от националните интереси на България. Нещо, което между другото поддържат и другите три партии в тези преговори. Нито една от тях не иска отстъпка от националните интереси, а по-скоро да разширим обхвата на диалога. Јасно. Останувате на видеоврска, тука ќе го вклучиме сега и професорот Бучковски, специјален представник на владата за Бугарија. Ќе ве вратам само еден чекор назад, повеќе како човек со политички опит, со политичко искуство, што вели вашата анализа, ќе има дефинитивно влада во Бугарија составена од овие 4 групации? Субјективен ќе бидам. Јас очекувам да има влада. Давав неколку изјави во изминатите 10 дена во тој правец. Мислам дека, како што кажа колешката од Софија, четврти ден одат разговорите во еден тон кој навестува дека ќе има договор. Не верувам дека утре, кога ќе се расправа за меѓународната политика, каде што клучно прашање ќе биде прашањето за Република Северна Македонија. Тоа и го навести од продолжуваат промените. Тие кажа отворено во неколку пати преку нивните истакнати членови кои очигледно и ќе ги водат утре преговорите, дека приоритет во надворешната политика ќе биде надминување на проблемот што го има Бугарија околу блокадата на Република Северна Македонија. Многу внимание беше посветено на таа изјава или изјави на Петков, па и на Василев и во предизборието и по изборите. Тој нов тон, да речем, кој што беше очигледен. Што мислите? Тоа е изјава на луѓе либерали кои што идеолошки имаат поинаков пристап и гледиште кон ова прашање или пристап на човек кој што размислува од позиција на еден премиер и сака утре средбите со странските представници да не му почнуваат цело време со темата Северна Македонија? Или можеби и микс од двете работи? Па има комбинација од двете работи. Мислам дека е јасно дека тоа не го крие, да речеме, Радев во изјавите, ако ги следите последните 3 месеци, како што велат сериозниот натиск, сериозниот притисок кој го има од меѓународната заедница. Последните изјави кои ги даваат Петков, Василев или Даниел Лорер одат во правец дека тие сакаат да променат дел од начинот, земајки за своја главна задача да се најде компромис и ставајќи на масата идеја дека со работни групи кои би разговарале покрај заедничката историска комисија која има задача и во делот на образовните прашања да доведе до хармонизација на учебниците во двете држави, да даде еден нов импулс, да даде една поинаква перспектива и оптимизам дека е можно да се најдат решенија. Така што јас сум убеден дека ќе има поинаков пристап од бугарска страна. Колку да кажам тука е ризик ставот на Бугарската социјалистичка партија, го спомена и новинарката на Бугарското национално радио Димитрова, за тоа дека се чини дека нивната позиција е најтврда, иако и има таков народ позицијата, веројатно не е многу поразлична. Станува збор за идеолошки ваши другари и другарки, да кажам, од Социјалистичката партија на Бугарија. Можно ли е тоа да биде некаква пречка за новата влада да заземе нов курс? Треба да се чекаме до утре, да не давам прогнози во престрет на разговорите каде што сите очекуваме дека централна тема ќе биде начинот на кој новата влада ќе пристапи во разрешување на спорот што го има со Република Северна Македонија, кој од билатерален прерасна во регионален. Проблемот веќе добива такви димензии што редовно ги следам и opinion makerите, оние новинари, политиколози, блиски до сваќањата што е потребно во овој момент да направи Бугарија, да речеме и во денешниот печат во Бугарија и во Труд или во Дојче Веле на бугарски јазик ќе прочитате дека мора да дојде до промена на политиките при што Бугарија ќе мора да најде начин да го избегне притисокот на меѓународната заедница кој оди во правец дека Бугарија е таа која треба да понуди излезно решение. Од друга страна, упатени си пораките кон нас дека и ние конечно треба да бидеме подготвени
за оние 5 точки кои седат повеќе од една година на маса, за кои не крие и службениот министер за надворешни работи Стоев и председателот Радев, дека очекуваат ние да покажеме решеност неодложно да испорачаме и ние делото врските да не кои се мисли дека некој од некаде ќе дојде, ќе ни го реши прашањето, ќе исчезнат прашањата, се разбира дека се очекува и Република Северна Македонија да испорача и да даде резултати во тој диалог. По Петревски треба затоа проценката на владата, на Министерството за надворешни работи кој ги води преговорите беше дека тоа треба да се случи на меѓувладина конференција. И затоа ние очекуваме дека ако дојде до формирање на бугарска влада час поскоро, првата задача би била на двете министерства конечно да ја договорат таа конференција каде што инструмент од договорот. Така, тоа е инструмент од договорот. Потоа мислам дека поедноставно би влегле во завршницата на кој начин за прашањата за кои дополнително се беа наметнати од председателот Радев, а тоа е за правата на граѓаните на Република Северна Македонија кои се чувствуваат бугари, кои спаднаа во овој момент дека се приоритет во политиките кои ги заговара председателот Радев како можно решение. Треба и тука да се биде отворен, да се разговара, да се бараат инструментите. Јас неколку пати јавно тоа го кажав, да не гаат илузија од бугарска страна дека можеме промптно да го промениме уставот. За промена на уставот и преамбулата е потребно двотретинско мнозинство. Моја проценка е дека во овој момент тоа е невозможна мисија. За војнина треба да се разговара и со ВМРО-ДПМН како фактор без кој не може да дојде до промена на уставот. Од друга страна, мислам дека ќе треба да бараме решение да ги искористиме сите институционални инструменти кои стојат на располагање на било кој наш граѓанин кој се чувствува дека е загрозил некој од неговите права. Дали е тоа? Дали е народниот правобранител, дали е комисијата за спречување на дискриминацијата, ние мора да направиме амбиент каде што и еден случај мора низ институциите да има сериозна разрешница. Дури и промената на уставот и споменувањето на бугарите во уставот ќе биде повеќе символична работа, треба да се бараат овие практични механизми за кои што зборувате. Практични решенија и мислам дека таков би требало да биде или таков очекуваме да биде пристапот на новата влада. Сега следното прашање што се наметнува е времето, односно тајмингот. 14 декември Димитрова е следниот состанок на Советот за општи работи на Европската Унија. Имаше надежи, најави дека до тогаш е возможен пробив на релација Скопје-Софија, што би довели до деблокада од бугарска страна на процесот на евроинтеграција на Северна Македонија. Какви се тајминзите за формирање на бугарската влада? Ако предпоставиме дека овие преговори на 4 групации ќе продолжат да одат во позитивна насока, до кога би можело да се очекува дека ќе има нова влада во Софија? Ние сме в началната фаза на преговори за коалиционно управление. Утре приключват онлайн преговорите, откритата част от тези преговори, но следващата седмица започват преговорите при закрити врата, т.е. същинската част на преговорите. Ще се съберат лидерите на политическите партии и вече ще се търсят компромиси по спорните точки между 4-те партии. Няма времева линия за създаване на това правителство. Единственото, което се казвали и от коалиция Продължаваме промяната и от Има такъв народ, е, че до Коледа, българската Коледа на 25 декември би трябвало да имаме правителство. Но датите 14-15 декември, дори и да успеем до тогава да има правителство в България, със сигурност Република Северна Македония едва ли ще е първото нещо, с което ще тръгнат да се занимават новите управляващи, тъй като предстои одобрение от парламента на бюджета за следващата година. Очертахте и позициите на партиите, но нещо много съществено има тук, че политическата воля виждаме, че има. Търси се начин да се намерят допирните точки между червените линии на Скопие и на София, но в българското общество има консенсус по отношение на Република Северна Македония. Консенсус и българите подкрепят настоящата позиция, че докато не се изчистят спорните въпроси, ние не трябва да вдигаме ветото за Република Северна Македония. За да се промени този обществен консенсус, да се промени нагласата
българите трябва да видят както действия от страна на управляващите в София, така и действия от страна и на Република Северна Македония. А съгласете се, това е процес. Не става за една седмица, не става за 2 седмици. Не изключвам възможността наистина да бъде решено това, тъй като се работи още и преди това коалиционно споразумение. Никой не е спирал нито в София, нито в Скопие да търси решение на спорните въпроси, въпреки пандемия, въпреки избори, въпреки политическа криза. Също така никой не е спирал и да се фокусира върху това, което вие наричате нов подход. За нас в България това не е нов подход, тъй като и предишните управляващи също повдигаха въпросите за сътрудничество в сферата на образование, култура, за инфраструктурни проекти, свързаност между хората. Да, може би в един момент наистина спорните въпроси около общата ни история така доминираха целия разговор между Скопие и София, но процесът е дълъг. Надявам се това, което е работено до сега, наистина да е довело до някакъв напредък. Знаем от президента Румен Радев, още в деня след втория президентски тур, той обяви, че няма да има промяна в позицията за Република Северна Македония, което означава, че служебният кабинет, назначен от него, няма да вземе такова решение. Тоест, за да има пробив, ние трябва да имаме правителство, което първо трябва да се заеме с най-належащите проблеми за България, които са свързани с доходите на хората, с ежедневните разходи. Дали е възможно паралелно с това Република Северна Македония да бъде в фокуса и на парламента, и на управляващи, предстои да разберем. Да, Бучковски и за вас истото прашање. 14 декември, дали се уште мислите дека е остварлива мисија како термин за евентуална деблокада? Или сепак надеждите треба да се поместуваат за понатаму? Мора да бидеме предпазливи кога ги подгреваме очекувањата на јавноста. Изгледаше веројатно дека до 14 декември ќе има влада во Република Бугарија. Сега ова што го кажува и Тоња, другата преовладувачка во овој момент дата е до Коледе, до Божик. Ќе остане во декември малку време. Треба да се види што значат пораките, затоа што и од бугарска страна, иако немаат влада, и председателот Радев, и службениот министер Стоев, па дури нивниот амбасадор во Европската Унија Александров, говорат дека има потреба нешто конкретно да направи Република Македонија, краткорочно, а тоа што нема да се направи сега, долгорочно би нашло решение во преговарачката рамка. Ако ги бараме тие сигнали, дури и вчера заглавието, насловот на соопштението од телефонскиот разговор на Радев со еврокомесарот Вархеи е таков: очекуваме диалогот да даде резултат. Тоа ми беше и поентата по Петревски. Значи, соопштението е пишувано од кабинетот на Радев, не од кабинетот на комесарот Вархеи. Тој самиот навестува дека има процес кој се води паралелно. Едно е Европската Унија што не крие, да речеме, на состанокот кој беше завчера, кога Александров говори дека очекува на краток рок. Значи сега ние може да нагаѓаме што би било краток рок. За Македонија краток рок е, а и ако не до 14, туку до 16-17, кога е съветот на ЕУ, каде што е големо прашање, дури во бугарските медии пишува дали тој ќе биде промоција на новиот бугарски премиер. Или повторно ќе отиде Радев, каде што е известно дека точката на дневен ред ќе биде проширувањето со прашањето за Македонија и Албанија. Значи во ова што почнав да го говорам, за краток рок очекуваат од Македонија конкретни обврзувачки ангажмани, тоа е официјалната политика на Бугарија, останатите вели обврски да бидат дел од преговарачката рамка. Ако на тоа го додадеме соопштението од кабинетот на Радев вчера за телефонскиот разговор со Вархеи, тој вели очекуваме почитување на правата на бугарите во Република Македонија, трајно искоренување на говорот на омразата и третата точка почитување на бугарската историја и културното наследство. Ако сето ова се
анализира и со тоа што го кажа државниот секретар на Словенечкото Министерство за надворешни работи, Гашпер Довжан завчера, кој и покрај ваквиот став на Александров рече дека до крајот на нивното председателство постои реална надеж дека може да се направи. Дека во следните недели можем пробив, да. Како тоа би се направило, навистина е неблагодарно во овој момент. Ние ја анализираме сега состојбата во идеален случај да има што побрзо влада во Република Бугарија и во делот на надворешната политика токму тоа што го говорат да биде приоритетот и да видиме дали може да се искористи. Но ако не е декември, веројатно мора да биде многу брзо по нова година, затоа што доаѓа француското председателство, од таму стигнуваат јасни сигнали за тоа дека се подготвени за ангажман на таа тема попрво во првите недели и месеци од председателството, отколку подоцна поради председателските избори во Франција. Зато минатата недела и од представници на нашата влада беше спомената варијантата до кога би можело и дека почнува да се размислува што ако не стигнеме од објективни причини. Затоа што ако ги гледате и средбите на министерот Османи со Стоев, тие постојано говорат за работата на експертските групи, постојано говорат за барање решенија за овие 5 точки кои повеќе или помалку се познати на пошироката јавност. Така што очекувам новата бугарска влада да не почне одново, тие имаат само еден механизам што одговара да се измести делот од оние проблеми кои настана во работата на заедничката историска комисија околу дефинирањето на личностите настаните од заедничката историја кои треба да не обединуваат, а не разединуваат. Завршуваме, Димитрова, ако имате евентуално нешто како завршна порака, повелете. На мен ми се иска да се върнем към трагедията от тази седмица. Не случайно това се случва точно сега, в последния месец от годината, и ни напомня да се смирим, да разберем, че хората са най-важни и че бъдещето и на двете държави е най-важно. Няма държава, която да има по-голям интерес от евроинтеграцията на Република Северна Македония от България. И със сигурност ние оставаме най-близкия народ на Република Северна Македония. Аз имам приятели от моето обкръжение, които плакаха във вторник, когато се случи това. Това показва, че каквито и да са крамолите, каквито и да са споровете между двете държави, ние оставаме близки. И това рано или късно ще се проличи и на международната сцена, на геополитическата сцена. Мерси, благодарам што бевте дел од 360 степени. Вам, Димитрова, ви благодарам Бучковски исто така за гостувањето. Ке ги чекаме следните денови и недели да видиме што навистина ќе се случува. Одиме на уште една пауза, по неа е саботажата. Новиот охридски шериф е победник во директната пресметка со злобните штетници насадени низ центарот на Балканскиот Ерусалим. И не само тоа, туку тој со сиот пркос е подготвен да му се спротистави на сиот свет, кој си замислил дека поради некаква природа и биодиверзитет може постојано да ми уништува туристичката сезона на Охријани. Платформите и шанковите мора да се вратат таму каде што им е местото, на плажите. Првично урбанистички ќе пробаме да ги решиме, да ги вметниме во фатите и после тоа да ги на јавно надавање да ги издадеме под концесија повторно. За разлика од дрвата во Охрид, во Скопје почнаа да се сечат глави, а што паднаа ничкум за ништо и од никаде, ма позарем биваше на нивно место да се насадат такви чиј ум докажано функционира на фреквенција, која е спротивна од онаа што беше испратена во последната порака, која очигледно пак била погрешно адресирана. Шокирани сме од оваа одлука, со која за нов ВД директор се поставува човек што беше дел од претходната управа, која што беше разрешена заради неправилности во работењето. Театарот комедија може слободно да се пресели во Куманово. Таму представата не само што трае, туку не се знае ниту кога ќе заврши. Наместо да се врати во јатото, од кое беше избркан, куленот на кумановци реши да се пресели правејќи нова летачка формација, во која ги вгнезди и своите довчерашни смртни непријатели.
што во Некомановци паднаа маските. Нова коалиција Максим Митриевски во рода помана. Максо ги предаде своите. Констатир. Снимам те, снимам. Никој не те бара. Личи на трајна соработка, веројатно затоа што во таква констелација не може да има колебање, особено ако се има предвид дека според пресметката која прави поранешниот струјаджија, гарантирани се уште најмалку 43 4-годишни мандати. Ево веќе поминаа 128 години како ВМРО и Република Македонија живеат една симбиоза вечна зависна една од друга. И сега ВМРО ДПМН малкумина знаат дека стратегијата на ВМРО ДПМН е определена за 300 години. Таа стратегија веројатно трпи и модификации затоа што културно-архитектонскиот идеолог на партијата гради неверојатна мизогена теза со која доведува под знак прашалник половата рамноправност. Па дури и под сомнеш ги доведува и Сирма и Румена. Оти не бивало некој без тестиси да раководи армија. Радмила Шекеринска, министер за одбрана, човече, па тоа е тотално смешно. Про таа е жена. Министер за одбрана е човек кој оде во војска. Значи, тоа треба јасно да стане. Тоа не може да се дозволи. И затоа ни предстои, и на христијан ни предстои, редефинирање на таа работа. И на крајот, додека Христијан редефинира, неговите партнери се жалат дека нешто недостига. Значи, ние сме дојдени до тој степен да има голема недоверба и голема, да речем, голема жалост за тоа што се случува во нашата држава, со најголемиот орган. Значи. Без оглед на димензиите, секој орган е задолжен да си ја врши работата која што му е доверена. Недовербата во органот за нечија среќа, а за туѓа жал, се решава само со негова смена. Оваа саботажа е готова и си ја заврши работата малку порано или пред да биде одредена судбината на органот. Завршуваме, следуваат вести на Алсат, ние се гледаме в понеделникот 22. Пријатно.